Почитувани, дозволете ми на почетокот од моето обраќање да се заблагодарам за можноста да бидам дел од оваа научна конференција во организација на Дирекцијата за заштита и спасување и преку ова мое видео обраќање до учесниците да ве поздравам, да ви посакам успешна и плодна дискусија за време на панел дискусиите. Факт е дека концептот за заштита и спасување, независно од карактерот на заканите или карактерот на предизвиците и состојбите, со сите кризни и загрозувачки потенцијали, во својата основа представува исцрпен процес на обсервација, планирање и донесување одлуки, што понатаму ќе треба оперативно да се реализираат. Тоа всушност представува еден од базични системски механизми, според кој, меѓу другото, може да се добие јасна представа за капацитетите, перформансите и зрелоста на општеството, неговите институции и нивната подготвеност адекватно и ефикасно да одговорат на можните кризни предизвици. Отаму за поздравување е иницијативата на Дирекцијата за заштита и спасување, преку еден ваков примарно стручен и научен собир, уште еднаш темелно да приде кон низа прашања од суштинско значење во превенцијата и заштитата на луѓето, на материјалните добра и на животната средина. Дотолку повеќе што глобалните појави и состојби, а тука пред се мислам пандемијата од COVID-19, која што, иако сега се чини на заминување во изминативе 2 години, тешко го погоди светот, нанесувајќи длабоки штети на сите општества. Штети, чии последици на подолг период ќе бидат сериозен предизвик за сите нас, но и потреба за редефинирање на системскиот и институционален одговор кон таквите и слични закани и опасности. При тоа повеќе од јасна е нужноста од комплементарност на сите институционални фактори, при што се разбира не само Дирекцијата за заштита и спасување, туку и сите други чинители имаат своји специфични места и улоги, како во делот на раното предупредување, односно следењето и проценката на состојбите, така и во делот на директен одговор кон загрозувачките институции, интензивни општествени промени, што неретко со себе носат низа противречности, потоа природните феномени кои, како што се почесто гледаме, директно се имплицирани и од општествената динамичност, како што е случајот со климатските промени, но и различни видови и степени на безбедносни закани, генерално креираат еден широк корпус од теми на кои што мора и постојано се навраќаме со должно внимание, сите од свој аспект на делување, а во насока на рано и сеофатно превенирање и ефикасна заштита. Ја имав можноста, но и одговорноста, особено во почетокот на глобалната пандемија, како председател на владата на Република Северна Македонија, а потоа и како министер за внатрешни работи многу одблиску и детално да имам увид во еден сериозен предизвик кој директно атакуваше на човечкото здравје и живот. Иако оваа научна конференција, без оглед на нејзиниот наслов, промените, предизвиците и издржливоста на цивилната заштита за време на COVID-19, фокусирајќи се на сферата на делување на цивилната заштита, има далеку поширокофатна теми, дозволете ми да се осврнам сосема кусо на тоа искуство. Уште од самиот почеток на пандемијата стана очигледна потребата од смислен и прецизен меѓуинституционален одговор, што во себе мора да ги обединува сите парцијални институционални активности, градејќи го мозаикот на општеството, системско општествено спротивставување и заштита. Тоа предпочиташе постоење точни инпути, информации, согледувања, искуства за да се дојде до точна и исцрпна базична анализа во која ќе бидат вкалкулирани и институционалните потенцијали и капацитети. Дури потоа врз основа на сето ова следеше одлука за тоа кој и каков институционален и нормативен механизам ќе биде ставен во функција. И од оваа временска дистанца по 2 години од пандемијата, убеден сум дека беа донесени правилни, издржани и квалитетни одлуки, мерки и активности благодарение на кои успеавме да ја пребродиме една од најголемите глобални закани по светот во последните неколку децении. Низ призмата на практично делување на Министерството за внатрешни работи, полициските службеници беа на висина на задачата, спроведувајќи ги доследно сите зададени задачи, исто како што беа на висина на задачата и здравствените работници, инспекцијските служби, цивилната заштита и граѓаните. Во сиот овој период наназад, конкретно кога говориме за пандемијата, а од аспект на работењето на МВР,
Нашите полициски службеници само во текот на минатата година извршија над 780.000 контроли на преку 210.000 лица што беа во изолација или самоизолација. Додека пак во координација со надлежните инспекцијски служби во текот на 2021 година учествува во околу 35.000 контроли на разни видови објекти. Активности што заедно со преземените репресивни мерки согласно законските норми покажуваат еден изморедно голем обем на работа и действување. Почитувани, одговорноста на едно општество меѓу другото се манифестира и во неговата подготвеност да ги предвиди, предупреди и да се подготви за сите оние потенцијални предизвици и закани што можат во некоја предпоставена идна ситуација реално да се појават како сериозен проблем пред секоја општествена заедница. При тоа целта е преку соодветно изграден нормативно-институционален заштитен систем да се воспостави оперативно-техничка и структурно-организациона координираност и действување за сето тоа навремено да биде ставено во функција на превенција, на заштита и санација на спасување на човечките животи и материјалните добра. Се во ова би било во функција на намалување, минимизирање на сите видови ризици, независно какви или колкави се заканите. Токму заради тоа сметам дека ваквите настани како што е и оваа денешна научна конференција се исклучително важни точки на преиспитување на анализа, но и на искуствено разменување на согледувања и практики, при што примарниот збор го има токму стручноста. Затоа неопходно е првиот збор да го има токму луѓето од струката, од науката, нешто што за нас како Министерство за внатрешни работи представува важен принцип на функционирање, со недвосмислена подготвеност да ги ставиме на располагање сите своји стручни и други потенцијали во предлагањето и реализацијата на нови идеи и концепти што значително мора и треба да ги подобрат севкупните институционални капацитети, вклучително и во доменот на цивилната заштита. На крај дозволете ми да потенцирам дека лично сум уверен и очекувам од овој еминентен настан на Дирекцијата за заштита и спасување да го даде оној битен стручен придонес во натамошното градење на системите за заштита и спасување, на управувањето со кризи, на сето она што треба да биде во полза на граѓаните и на државата. Благодарам.